Делото е одговор против режимскиот став на Атина за наводното непостоење на македонскиот јазик. Ова е коментарот на партијата Виножито, од каде грчко-македонскиот речник го оценуваат како историски настан, зашто е прво издавање на една ваква едиција во Грција. Автор е сега покојниот Васко Караджа. Речникот е труд со 15.000 зборови кој го оставил како духовно наследство до Виножито за да се отпечати во Грција. Затоа вечерашната промоција ќе биде исполнување на неговиот аманет. Караджа е роден во селото Дъмбен и Костурско, почина во 2005-та и не му се оствари желбата да се врати на родното огниште по долги години како политички емигрант. На промоцијата како гости се најавени Виктор Фридман, познат славист и професор на Универзитетот во Чикаго, Рики Ван Бошотен од Универзитетот на Тесалија и авторот Димитрис Литохоу. По промоцијата на Абецедарот, кој доби реиздание, ова е втор труд кој излегува под закрила на партијата на македонците во Грција. Промоцијата се случува во прес-центарот за странски новинари во центарот на Атина, непосредно до Грчкото министерство за надворешни работи. Од раководството на Виножито за Алфа велат дека вечер не очекуваат инциденти. Прво затоа што настанот се случува далеку од Солун, каде што вообичаено се најмногу активни грчките ултранационалисти. И второ, и доколку има некој заинтересиран да прави проблеми, во моментов е ангажиран во кампањата за предстојните избори за Европарламентот. Целата атмосфера на плоштадот Синтагма е во тој дух. За вестите на Алфа, од Атина, Душко Арсовски.